Македонија неодамна беше домаќин на најдобрите европски атлетичари. Во нашава земја за прв пат се одржа престижниот избор на најдобри атлетичари на Европа, златни патеки на Европа Скопје, кое што во 3-децениското постоење на оваа престижна манифестација за прв пат се организира во една балканска земја. Нешто повеќе за овој настан и неговото значење за нас како земја и за нашата атлетика и спортот воопшто во следниве минути зборуваме со Александра Војнеска-Зикова, председателка на Македонската атлетска федерација и прв представник на нашата земја како официјален член на Европскиот атлетски совет. При се честитки за успешна реализација на овој настан кој што ги собра најдобрите атлетичари не само од цела Европа, туку и пошироко од неа, токму во нашиот главен град и во нашава држава. Благодарам, Ирена, за прекрасната најава. Посебно ме радува што директно беше инволвирана во целиот настан, директно беше свидок на сите она што се случуваше. Направивме навистина една прекрасна манифестација и ме радува фактот што навистина бевме оценети со највисока можна оцена, при тоа нели потенцирајќи како федерација дека сме способни да организираме настани од ваков калибар. Како всушност се случи Македонија како прва балканска земја да биде оваа година домаќин на златни патеки? Спортската дипломатија е многу битна во ваквите случаеви. Самото наше присуство како федерација, како што напомена и претходно моето како дел од Советот на Европа за прв пат од постоењето на Атлетската федерација на Македонија, која што екзистира повеќе од 75 години, и дополнителни лица кои што ни се ангажирани во структурите, во комисиите на Европската федерација, си даде свој придонес, си изработи задачата како што треба. Инсистиравме нели со помош нели на разговори, аплициравме за целиот настан со поддршка на сите членови на Советот, беше изгласано Скопје да биде домаќин. Тоа се случи минатата година и активно се спремавме цела година за да го донесеме на сцена сите она што беше презентирано минатата недела во Скопје. Така, за да им биде појасно на гледачите, она што всушност се случи беше собирање на околу 300 луѓе инволвирани во атлетиката, повеќе од 51 федерација, вклучувајќи ги председателите на националните федерации, што значи дека тука во Скопје беа присутни европски шампиони, светски шампиони, олимписки шампиони од светот на атлетиката. Токму така, самиот настан беше поделен на два дела. Официјалниот дел нели во форма на конвенција, на работилници, на форуми, на работни состаноци, каде што учествуваа председателите на сите европски атлетски федерации, и онај гламурозен дел што беше Голден Тракс, доделување избор на спортисти на Европа во две категории, во младинска и во сениорска категорија, каде што присуствуваа најдобрите спортисти од Европа, вклучително нели и оние освојувачи на златни медали од Олимписките игри во Париж, што даде посебна тежина на целиот настан. Апсолутно, како што напоменав, дека целата стратегија во која што наредниот период ќе работи Европската атлетска федерација со помош на сите инволвирани странки, тоест федерации кои што членуваат во нејзе, е многу битна за понатамошна промоција и издигнување на атлетиката во европски рамки. Меѓутоа, сепак гледало на сите федерации се спортистите и се спортистите оние кои што навистина се највпечатливи и даваат најголема тежина и вредност на целиот настан. Вие се разбира заедно со вашиот тим бевте постојано инволвирани во сите овие активности и бидејќи секојдневно имавте непосредно комуникација со тие врвни атлетичари и представници на атлетските федерации, какви беа нивните впечатоци од нас како домаќини од нашава земја? Ќе го цитирам само председателот на Европската атлетска федерација, кој што на отварањето напомена, отварањето на свечената вечера, напомена и навистина ми остана во сеќавање една реченица. Иако се водиме во групата на мали земји, нормално географско мало подрачје покриваме, вие не сте мала, вие сте многу голема федерација, вие сте многу голема земја, затоа што да успеете да реализирате ваков настан со присуство на
толку голем број лица со организација на највисоко можно ниво без никакви пропусти укажува на тоа дека навистина се носите рамо uz рамо со сите големи федерации. Тоа е нешто што ми остана во сеќавање, ми остана како комплимент во меморија, затоа што навистина дадовме се од себе, интензивно работевме како што напоменав цела година. Во последната недела, последните 2-3 недели беа инволвирани многу лица, вклучувајќи од продукција, вклучувајќи од брендинг, вклучувајќи новинари, вклучувајќи дополнително волонтери, да не ги заборавам, кои што се исто така битна карика при организација на ваков настан, транспорт, значи буквално без никаков пропуск, без никакви одстапки во сето она што Европска го побара, успеавме да го испорачаме дури на повисоко ниво од тоа што требаше да биде доставено. Така, овие убави и пофални зборови од Добромир Карамаринов беа само дел од тие комплименти што завршија на адреса на сите вас како организатори на овој настан. Повеќе дневните случувања беа заокружени со таа свечена, гламурозна вечер на која се доделија наградите за најдобрите европски атлетичари. Целата церемонија се случи на сцената на Македонската опера и балет и секако да не ги изоставиме и да ги спомнеме во оваа пригода атлетичарите кои што успеа да се закитат годинава со престижните награди. Токму така целата манифестација за прв пат беше поделена на два дела. Имаше еден официјален дел кој што се одржа, како што кажавте, на сцената на Националната опера и балет и гала вечерата која што се одржа во фоеето. Тоа се два посебни настани. На некој начин вообичаено пракса било секогаш нели во еден ресторан, во една просторија каде што се одржува, каде што е главниот настан да биде и вечерата, така да се потрудивме да направиме малку поинаков концепт, да понудиме нешто поразлично, кое што беше нели со многу позитивни оценки, многу позитивно прифатено и одобрено од страна на Европската атлетска асоциација. Секако и претходно напоменав, слика на федерациите, слика на целиот настан со спортистите. Ни беше тука олимписката шампионка и светска рекордерка во скок во височина Јарослава. За жал не беше присутен Монда Дуплантис, светскиот рекордер скок со стап, кој што беше исто така носител на златната медаља од Париз. Меѓутоа имавме среќа од Америка да ни се вклучи во живо, да не поздрави, да даде и тој свој печат на целата манифестација. Беа избрани најдобрите спортисти во младинска категорија, како и најдобрите тренери и федерации за изминатата 24 година. Честитки уште еднаш и за добитниците на овие престижни признани. И за крај, Александра, што значи за нас организирањето на еден настан од ваков габарит и калибар? Првенствено представува огромна промоција и на спортот во нашата држава и пошироко и на самата држава. За нас одскочна даска, затоа што докажавме дека имаме човечки ресурси кои што се навистина проактивни, кои што се прогресивни, кои што навистина се елоквентни. И навистина сме, како што напоменав, рамо uz рамо и со другите федерации, способни сме да организираме големи настани. Кога сето тоа нели е одобрено од светска и од европска, значи дека навистина сме направиле полн погодок. Се надевам дека ќе ни бидат доверени многу други манифестации. Ако во овај момент организиравме, значи некој дел што се однесува на нели баш на структурата на федерацијата, тоест на председателите и на генералните секретари, се надевам дека во иднина би можеле да организираме и надпревари, со што би направиле уште поголема промоција на атлетиката во Македонија и уште повеќе би го издигнале нивото на спортот во нашата држава. Ви благодарам за интервјуто и за одвоеното време и уште еднаш честитки за одлично организираниот настан. Благодарам, Ирина, благодарам и за твојот придонес во целиот настан. Се надевам дека си со позитивни импресии и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Ми беше огромна чест и задоволство. Фала.